Наскоро во Конгресот и во Сенатот повторно ќе се одржат сослушувања за неидентификувани летечки објекти. Уфолози веќе некое време ги брифираат конгресмените и сенаторите и ги спремаат за сослушувањата. Ги едуцираат на темата, се со цел да се поставуваат што е можно порелевантни прашања на сослушувањата и истите да се одвиваат на едно повисоко ниво. На последното сослушување во Конгресот сведочеа двајца американски воени пилоти Дейвид Фрейвер и Рајан Грейвс и доскорешниот висок разузнавач Дейвид Граш. На тоа сослушување, меѓу другите, Ненси Мејс го испрашуваше Граш за биолошки материјали од нечовечко потекло. А сега истата таа, Ненси Мејс, ќе биде председавач на новото конгресно сослушување. Се очекува да сведочи контраадмиралот Тим Галадет, кој веќе неколку години јавно зборува на оваа тема и повикува на поголема транспарентност. Второто сослушување ќе биде во Сенатот и веројатно ќе сведочи актуелниот нов директор на канцеларијата на Пентагон за проучување на НЛО, АРО, или All Domain Anomaly Resolution Office, Џон Козловски, а се очекува председавач да биде сенаторката Кристен Джилибренд. Таа исто така една од најгласните на оваа тема во Сенатот и како и повеќето сенатори и конгресмени бара транспарентност. Инаку АРО е оддел креиран лани со посебен закон во Конгресот и е трети последен оддел на Пентагон кој работи на оваа проблематика во последните 3 години. Прво со закон во 2021 се основиваше одделот UAP Task Force или Unidentified Anomalous Phenomena Task Force. Потоа во 22-та со нов закон се основиваше одделот AIM-SOG и во 2023-та тој оддел со нов закон се претвори во АРО. И двете сослушувања ќе се одржат во следните неколку месеци. Ова не се никакви шпекулации, туку најави и информации од самите сенатори и конгресмени. Инаку директор на UAP Task Force беше Джей Стратон, близок соработник на познатиот Луис Елизондо, човекот која водеше претходната програма на Пентагон ATIP или Advanced Aerospace Threat Identification Program. Исто како што Елизондо неодамна направи, и Стратон наскоро ќе објави книга во која ќе раскажи се што може јавно да каже за неговата работа во Пентагон, проучувајќи го феноменот НЛО. Тој веќе потпишал издавачки договор, но не се знае кога книгата ќе биде објавена. Најлошите вести поврзани за темата НЛО се за последниот и најопсежен предложен закон за објавување на вистината за неидентификуваните аномални феномени. Се изгледа дека нема да биде донесен. Така велат првичните информации од Вашингтон. Едноставно представниците од американските сојузни држави во кои има огромни воени бази и седишта на моќни приватни компании кои се чести воени контрактори, успеале да го спречат донесувањето на законот насловен Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act 2024. Тоа беше најекстензивното, најсеопфатното законско решение за НЛО досега во историјата на САД. Но дури и неколкуте конгресмени што се противеа и лани и оваа година на овој закон, пополека се гледа дека го менуваат тонот и тоа е доста ветувачки за иднината на оваа легислатива. Фактот дека ова е изборна година во САД воопшто не му помогна на носењето на законот. Но не е се загубено. Ова требаше да биде дел од поголем закон кој се носи на крајот на секоја година и се однесува на финансирањето на војската на САД за следната фискална година. Во него го нема овој закон, но сепак има мал дел кој се однесува на НЛО. Дали тоа ќе биде официјално и јавно обзнаено или не? Према зборовите на многу кредибилни досегашни воени сведоци, веќе е факт дека не сме сами. Дека војската има вонземска технологија што со децении ја проучува и се обидува со обратен инженеринг да ја создаде, кој знае можеби веќе и ја создала. И дека има, цитирам, нечовечки биолошки материјали.